Добар ден, професорки. Добар ден. Дали според вас начинот на изучување на англискиот јазик во училиштата е соодветен? Па имајќи во предвид дека предавам англиски јазик, сметам дека е соодветен. Дали можеби прераното започнување со изучување на истиот допринесува до тоа тој да зазема поголема важност и од мајчиниот македонски јазик кај дел од учениците? Моje лично мислење е дека не, значи прераното учење на друг странски јазик или различен од мајчиниот не прави никаква разлика. Според вас, со какви предизвици би можеле да се соочат учениците кога се обидуваат да ги владеат и англискиот и македонскиот јазик? Пак не би рекла предизвик, ама мислам дека ќе биде аномалија кога децата сакаат да ги владеат и англискиот и македонскиот, се појавува една мал проблем, не мал проблем, дека честопати македонските зборчиња им фалат, им недостигаат при нивниот превод или тумачење. Како ја балансирате наставата по англиски јазик со промовирање на важноста на македонскиот јазик во вашата училница? Лично во мојата училница балансирањето е во форма на превод кој што го барам од моите ученици да биде на македонски, да биде со македонски зборчиња, не со англиски воведени зборчиња во нашиот јазик, туку типично да го негуваме нашиот македонски. Па и во објаснувањето истото се случува. Дали имате забележано некои културни или општествени фактори кои би можеле да влијат на оваа промена, односно преферирањето на англискиот јазик од страна на македонската младина? Мислам дека и културно, и општествено, и секојдневно има преферирање на англискиот јазик во смисла на многу фирми се на англиски јазик, многу културни збирнувања настани се на англиски јазик, многу собирања кај младите, нивно договарање е на англиски јазик, така да секако дека е преферирање.